што немам тема, ама една позитивна тахикардија од чувството. Колку нашите сограѓани умеат да ги почитуваат настаните, колку сакаат нашата заедница да биде добра, да функционира што подобро и колку сакаат да се чуе нивниот глас, да биде прифатен нивниот глас и да добијат фидбек од локалната власт. Возвратно, локалната власт да ги чуе нивните потреби и да се воспостави една нераскинлива релација. Граѓани, заедница, локална власт. За мене е многу значајно да младите истражувачи најдат своето место, особено во локалниот контекст и со својот придонес да можат да на некој начин да дадат придонес кон зголемувањето на квалитетот и на експертизата и во локалната заедница. И сметам дека е таа заложба во овој момент од огромно значење, особено затоа што последниве децении условите за подобрување на демократијата и на демократските процеси не се поволни и се влошуваат. Во ова време, кога се соочуваме со бројни предизвици, оваа книга представува вистинска мотивација, модел за тоа како граѓаните, локалната власт и институциите можат заеднички да создаваат подобри услови за живење. Where we even shared an office, a desk in fact, and we collaborated daily for more than 3 months. Clementina was an extremely valuable resource to us, sharing her knowledge and experience in helping us to create the city's very first housing trust fund, which requires an annual dedication of millions of dollars toward affordable housing. But she was also closely observing the various ways the City Council, and Councilmember Harris in particular, purposefully and deliberately ensures that residents have a voice that guides our work. Драги сограѓани, драги представници на општествено-политичкиот живот во Прилеп, драги пријатели и драги другари. Искрено, многу сум возбудена што сте сите вие денес тука, зашто верувам дека тоа всушност го потврдува и вашиот интерес за подобрување на квалитетот на живот на нашата заедница. Впрочем, терминот и концептот на заедница е еден од клучните поими, еден од клучните столбови на оваа книга. Заедница, политика и локално владење. Зошто заедница? Заради тоа што, како што спомна и професорката Блажева, не треба да заборавиме на нашиот историски континуитет, на историскиот континуитет на нашите заедници, заради тоа што, како што кажавте, всушност тоа значи дека политиките не постојат од денес или не постојат од пред неколку векови, напротив. И тоа всушност значи дека и покрај тоа што многу често сме или најголем дел од граѓаните се скептични кога зборуваме за политика или за политика. За мене концептот на политика значи дека ние всушност активно го детерминираме нашиот начин на живот, квалитетот на нашето живење и квалитетот на условите во нашата локална заедница. Другиот, потоа следно, всушност, да, политика и заедница. И локално владење. Зошто локално владење? Зашто верувам дека и не само што верувам, туку и политичарите, теоретичарите на јавните политики велат дека најефективно може да се влијае на локално ниво. Зашто отсуството на политичка волја е најмало, а присуството, односно желбата да се направи повеќе за да се делува на граѓанинот е поконсистентно. И во исто време што сакам да го истакнам, го увидов во Њу Орлеанс е дека кога бараме да се вклучи заедницата во процесите на одлучување или во процесите на креирање на политики, тоа не значи дека ние треба само да бараме од заедницата, напротив, ние треба да инвестираме во нашата заедница, да инвестираме во едукација на нашата заедница. Како еден граѓанин, како еден жител на одредена заедница може ефективно и конструктивно да се вклучи во процесите. Значи, обострана е релацијата граѓани и